Учебната 2012-2013 заврши, но активностите во училиштата, во воспитно-образовните установи, основните и средните во нашиот град не запираат. По тој повод сме гости во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, разговараме со директорот Миле Милковски. Најпрвин за тековните активности кои што се најактуелни, уписите во вашата гимназија. Кажете ми колку слободни места има вашите ученици, како се одвиваше процесот на запишување и се уште трае, колку места понуди вашата гимназија годинава во општата гимназиска струка и во стручните паралелки? Па уписите се уште траат, фактички вчера и денеска имаме второто пријавување од првиот уписен рок и можам слободно да речем дека имаме доста слободни места и се надевам дека во текот на вториот уписен рок во месец август некој ќе ги пополниме. Инаку моментално ние запишеме во гимназиските паралелки 88 ученика, додека пак во четвртиот степен од стручното занимање запишеме 26 ученика. Односно, имаме фактички некаде околу 116 места слободни во гимназиско образование и 42 места во стручното образование, тоа е четврт степен. Додека пак во третиот степен одзивот е малку послаб, каде што во насоката готвачи и келнери запишевме само 10 ученика, додека пак во автомеханичари запишеме 5 ученика. Односно, ние тука имаме доста слободни места и се надевам дека во текот на августовскиот уписен рок до некаде ќе ги пополниме и овие паралелки. Праксата од минатите години, каков е одзивот на учениците сега? Мислите ли дека има голем број основци кои што се решаваат да заминат надвор од нашиот град, да запишат други струки кои што не им се нудат во нашиот град? Па сега, моето размислување некако ја води во таа насока што секоја година на нас неколку поголем прилив на ученици има во текот на августовскиот уписен рок, од причина што многу наши ученици кои завршиле осмо одделение овдека во Криопаланка и во село Ранковци, фактички прво одат да проверат во Скопје и во другите центри да видат како е таму уписната политика, односно дали може да најде сместување и така натаму, и кои ќе видат дека има одредени потешкоти се јавуваат во запишувањето, потешкоти во врска со сместувањето, фактички повторно се враќаат во Крипа. Инаку оваа година заврши некаде околу 253 осмоделенци на територијата на општина Криопаланка и Ранковци. Ние до сега по правило запишувавме од тие некаде имаме отцепување некаде од 20 до 30 ученика. Се надам дека таа бројка ќе биде запазена и оваа година. Значи се надам дека може да запишеме од 210 до 220 ученика во нашето училиште. А никој слободни места имаме за 340 ученика. Но сепак тоа бројка ниедно училиште во Република Македонија не може да го исполни, само со исклучок на неколку училишта. Кога веќе го споменавте податокот за завршени осмоодделенци, дали тој е поголем од минатата година, ако имате таква информација? Па, јас веќе имам за наредните, да речем, 10 години како ќе се движи бројката на осмоодделенци и може да речем дека најкритичен ќе биде 2016-2017, каде што на територијата на општина Криопаланка и Ранковци има 173 ќе има осмоодделенци. Тоа рече се за 100 помалку. Да, помалку. А инаку во глобала сите други години се движи негде од 220 до 250. Просек. Но вашето училиште често е посетувано и барано како институција и од учениците од соседните општини, например Кратово, Куманово. Дали годинава имавте досега во овој уписен рок ученици од тие општини? Од некои сознание што ги имам дека од комисија за упис, фактички веќе ни дојат од Неготино, ќе ни дојат од Кочани, ќе ни дојат од Кратово, значи ќе имаме можда за прв пат поголема бројка на ученици кои ќе ни дојат од страна. Одлично, дали тоа можеби мислите дека е резултат на постојаното унапредување на вашата установа, на резултатите кои што ги бележи гимназијата и на тоа што сместувачкиот капацитет на предпоставувам би биле сместени во домот за ученици Боро Менков и таму условите се подобрени, можеби веќе ја добива таа општа слика за добри услови кои што ќе ги посетуваат? Па може слободно да речеме едното и другото одат заедно. Не може едното да речеме дека е битно, другото не е битно. И двете работи се битни. Нормално дека сместувачките капацитети во домот на ученици се крајно подобрени. Тоа и јас како директор сум крајно задоволен. Имаме солидна соработка со домот на ученици Боро Менков и тоа јасно зборува дека на некој начин тоа влијае да ни дојдат ученици од страна. Се разбира дека и сите оние активности што се преземат на воспитно-образовен план, сепак се има своје влијание врз тоа да привлекуваме ученици од страна.
Така, покрај уписите кои што рековме се најактуелни и тековни, вие работите континуирано и на унапредување на инфраструктурата. Она што досега го споменувавме, сега веќе се реализираше и се реализира. Оној дел, разубавениот делот на уредување на предворјето на гимназијата веќе е во завршна фаза. Го споменавте пред неколку месеци, сега веќе може комплетно или да го промовирам. Па може да речеме слободно дека уредувањето на они дел што е наменен за ученици веќе е во завршна фаза и може да речеме дека некаде околу 90% од тоа е завршено. Ни представува едно така речено хортикултурно уредување, но сепак тоа ќе остане за напред, бидејќи сега временските услови не се такви, односно се наоѓаме во средината на годината и таква активност не можеме да преземеме во овој момент. Тоа ќе го ставиме напред и ќе направиме едно пријатно каче, односно фактички многу кои го посетиле нашите училишта и кога го погледнаа на оно што сме го направили, се крајно воодушевени. Значи, фактички, задоволството кај сите посетители е огромно, а исто така и задоволство и кај нас. Ни престојат и други активности во овој момент. Фактички, санитарните чворови детално ќе ги преуредим, бидејќи во делот на санитарните чворови фактички ништо не е изменето од 1964 година кога е изградено училиште. Значи, ништо не премена. Половина век. Да, половина век. Ни доводната, ни одводната мрежа не е променета, ни целосно ќе промениме, ќе намалиме бројот на кабините. Значи, имаме едно целосно реновирање на санитарните чворови, така да ќе имаме стварно санитарни чворови кои што доликува на едно уредено и домакинско училиште. Понатаму ќе продолжиме со поплучувањето на ходниците. Веќе денеска ни завршува тендер за набавка на опрема за машинската струка, негде ќе вложим негде околу 300.000 денари. Значи, водиме сметка и за подобрувањето на хигиената и условите за работа, а и за унапредувањето на воспитна образовна работа. Значи, правиме се во интерес на подобро работење на училиште, за постигнење на посолидни резултати. Значи, сите напори и сили ги вложуваме во таа насока. Така, неодамна го промовиравте кабинетот за физика, физика и информатика, таму беше набавена нова опрема. Рековте ќе набавите за механичарската струка. Да. Дали ќе биде преуредена комплетно работилницата или само ќе биде надополнета со нови машини кои што неопходни се за практичната ќе биде преуреден. Сега фактички имаме една активност таму на модерско-фарбарски работи. Фактички сакам да ги освежим и тие простори, бидејќи мината година не успеавме, немавме време. Сега тој ќе го направиме, ќе ја смениме и столаријата. Фактички ќе внесем нова опрема во тој простор. Значи, се во интерес за една подобра и по-современа настава. Значи, така, ја имате и кујната на домот за ученици Бороменков, каде што практичната настава за готвачката паралелка се одвива. Се насе одлични услови и за стручните паралелки, кои што релативно солидно се обучуваат во рамки на наставата. Па што нормално дека интенцијата е на владата, да повеќе ученици се запишуваат во стручните паралелки и ние тоа го правиме, односно правиме промоција во таа насока и затоа направиме промоции на машинските паралелки, правиме промоција на електроструката, правиме промоции на готвачката, односно на угостителската струка. Значи, се во интерес да привлечеме повеќе ученици во овој струки, бидејќи со тоа фактички ни се возможува на ученици многу полесно да се најдат вработување, полесно да излезат на пазарот на трудот. Нормално дека овие струки веќе се барани на пазарот, тоа сите го знаат и јас како директор ми е многу познато. Се размислували на планот овие ученици кои што тука имаат веќе добра стручна подготовка, да воспоставите соработка со угостителските објекти од нашата општина и со некои од работилниците, па таму да можат барем еден месец практично да доусовршат се она што го учат тука. Има ли таква интенција кај вас? Сте размислували на тој план? Се разбира дека сме размислували на овој план и фактички учениците од втора година од угостителска струка, односно од насоката готвачи, фактички ќе морат еден месец да поминат на практична работа во угостителските објекти во градот и може и надвор од градот, додека по учениците од електрострука, тоа што е многу фино да го изнесам овдека пред јавноста, веќе ги ангажираме овдека во опремувањето на и контролирањето на опремата, компјутерската опрема што имаме ние во нашето училиште. Значи, тие ќе фактички за наесен ќе ни бидат компјутери во топ форма, а исто така еден дел од тие ученици ги префрлиме и во основното училиште Јаким Крчови, кај што и таму исто така да ја проверат целата компјутерска опрема. Значи, фактички нашите ученици од електроструката праксата ќе изведат под надзор на нашите професори, односно под надзор на професорот Тони и под надзор на професорот Нико. Значи,
може да речем дека ете тука ќе имаме увид и контрола во реализација на нивната практична настава. Да, рековте, учениците од угостителската паралелка треба да одат во угостителските објекти. Да. Оние што сега завршиле прва година, па ќе одат? Не сега ови што се втора година. Сега што се втора за трета година. Тие што сега оваа година Да, ќе учат? да, втора за трета година Тоа нека биде и апел до угостителските објекти да ги побараат овие ученици, да им пружат максимални услови за да можат нели подоцна можеби таква е праксата во да речем во останатите земји, во западноевропските земји. Значи оние ученици кои што посетувале таква пракса се оние кои што имаат предност подоцна за вработување. Да, тоа им е еден кредит за вработување. Да, така е тоа, бидејќи во наредниот период сигурно ќе настане промена во наставните планови и програми за третиот степен и каде што повеќе ќе биде застапена практичната настава, бидејќи фактички се уште овие ученици работат по стариот тер кој што е пред 20 години. Сега да, и се припрема нешто, ово вие што го спомнате, се припрема нова наставен план, нова наставна програма, кај што практичната работа ќе ви се даде приоритет, но ќе се даде одредена тежина за ученици кои ќе излезат овде, ќе излезат комплетни. Тоа значи дека нашето училиште и tekako ги следи тие трендови и фаќа ритам со нив. Па ги следиме, сигурно дека јас како директор и моите вработеносно колегите кои што се вклучени во овој дел, или овој воспитно образовен процес, исто така прават наполе да се внесуваат нови моменти, да на некој начин го пратиме светскиот тренд во делот на образованието. Бидејќи сепак е многу битна практичната работа. Нормално дека преку практична работа фактички ученици многу лесно се вклучуваат во сите области на производството, во услужните дејности и така натаму. Секаде може лесно се вклучи, полесно. Така, ви благодарам за секоја новина која што ќе се случи во вашето училиште. Ние сме тука да им презентираме на јавноста и се надевам нашето училиште како и досега и од сега ќе биде посакувана дестинација за сите полуматуранти. И јас ви благодарам на вас што вака не посетувате, што благовремено ја формирате јавноста во Крива Паланка за сите оние трендови на нашето работење, нашето живење, за успесите на нашите ученици и се разбира јас како директор чинам и правам се во интерес на подобрувањето на наставата и сите оние услови кои ќе се битни за да постигнеме солидни резултати.